Благодарам. Денеска, како што спомна и моите соговорници, сум на покана на градоначалниците кои што беа зафатени од поплавите пред известен период. Разговаравме за сите можности кои што стојат на располагање, се советувавме како во наредниот период да не се повторат вакви ситуации и навремено да се превенираат. Она што морам да го потенцираме дека еден од главните виновници за ова што се случи пред недела дена е Акционерското друштво АД Водостопанство на Република Македонија, затоа што тоа е предпријатие кој што има законска обврска да се грижи за наводнување, но исто така и за одводнување на површините широм Република Македонија. Како е, дали се работи за земјоделските површини или уредување на речните корита кои што се наоѓаат на нашата територија. За жал сведоци бевме дека изминативе 5 години АД Водостопанство, освен правење профит од нелегалниот ископ на чакал од речните корита, луксузирање на државен трошок, практично ништо не се работеше и затоа денеска можеме да заклучиме дека вакви ситуации не се случуваат. Она што исто така сакам да го потенцираме дека градоначалниците на ваквата иницијатива и покрај тоа што изостана помошта на централната власт, успешно успеава да се справат со ваква ситуација и оваа координација која што денеска ја направи помеѓу себе е да и во иднина во наредниот период се превенираат вакви ситуации, затоа што пред се граѓаните заслужуваат однос како што навистина треба, а не како што го практикува СДСМ во изминативе 4-5 години.